ќе се продолжиме со следни наши содржини. Линковско вклучување, Ирена, добро утро и да те видиме и слушнеме и тебе во последната емисија од 2024 година, наша утринска програма. Ќе разговараш со градоначалникот на општина Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски, односно ќе најавиме како таму ќе се дочека новата 2025 година. Добро утро за тебе и добро утро за нашиот гостин. Така е, Слободанка, добро утро за тебе. Поздрав до сите наши гледачи во ова последно утро од 2024 година, во кое Линковски се јавуваме во живо од платото пред спортската сала Расадник во Скопската населба Кисела Вода, за да најавиме еден убав, весел и незаборавен дочек кој што го организира општина Кисела Вода, не само за своите жители, туку за сите оние кои што сакаат да бидат дел од убавата атмосфера која што е оваа година под насловот Скопска новогодишна приказна. Заедно со мене е првиот човек на општината Кисела Вода, градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Пред се, добро утро и ви благодариме што во овие рани утрински часови сте тука за гледачите на телевизија Алфа. Добро утро, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Како што најавив пред малку, општина Кисела Вода оваа година најавува еден целодневен хепенинг на кој што сите граѓани ќе може да уживаат во богата музичка забавна програма која што ги опфаќа буквално сите генерации. Она што ќе се случува всушност почнува од 10 часот, па дали може да ни кажете што се ќе се одвива тука преку ден и нормално како жителите на општина Кисела Вода ќе ја дочекаат најлудата и највеселата ноќ, односно новогодишната ноќ. Па добро, најпрво би истакнал дека сето ова се случи последниот месец дена со организација, може би повеќе од месец дена, прашувајќи ги граѓаните преку анкета дали сакаат да организираме, бидејќи во Кисела Вода долги години не беше организирана новогодишна прослава. Повеќе од 90% се изјаснија, спроведовме анкета дека сакаат граѓаните да направиме една прослава и мислам дека заслужуваат граѓаните, освен сите оние комунални работи и проекти кои што ги спроведуваме за нив, покрај решавањето на оние секојдневни проблеми нивни, да организираме и еден момент кај што можеме и да го обединиме народот, а тоа се токму овие настани. Како што споменавте и вие, забавата почнува за најмладите, некаде околу 10:30 денеска, овде пред платото кај салата во Расадник, со богата детска програма. Ки има детска представа, ки има маскоти, аниматори со омилените цртани јунаци на дечињата. Настанот ќе заврши детскиот дел со еден настап на поточиња, добро познати во Македонија, не само во Скопје и во Кисела Вода. Исто така ќе има пакетчиња за нашите најмалени. Изминатиот период од неколку дена спроведовме активност која што традиционално изминативе 3 години ја спроведуваме, тоа е да сите дечиња во градинките добијат бесплатно пакетче од страна на општината, што не било пракса во минатото. Подоцна забавата продолжува во 20 часот вечерва, каде што Игор Џамбазов ќе биде водител на овој настан. Почнува Кукулеле најпрво со свој настап од 20 часот, подоцна Игор Џамбазов со Гуру Харе, ДНК со Врчак. Врчак, знаете дека долго време не се појавил на македонската музичка сцена, после долги години се појавува тука, ќе има свој настап заедно со добро познатите ДНК и ја заокружуваме старата година, ја испраќаме и ја дочекуваме новата со Владко Лозановски Лозано. Така да мислам дека имаме богата културна програма, ги повикувам не само како што кажавте вие граѓаните на општина Кисела Вода, туку и сите скопјани да присуствуваат на овој настан. Навистина убава програма ќе биде и верувам дека сите убаво ќе се поминат. Несумнено дека ќе биде весело, раздвижено и убаво, како што доликува да ја испратиме ова веќе стара 2024 година и да ја пречекаме новата 2025 година. Не само со новогодишната прослава која што ја организирате по овој повод, туку и со многу настани што се одржа во изминатава година. Општина Кисела Вода покажа дека е општина која што навистина има капацитет, можност, способност да организира вакви културно-забавни настани и манифестации. Па да,
малку тоа изостануваше изминатите години, би рекол повеќе децении. Имало во минатото одредени настани, но не со таков интензитет како што го правиме тоа изминативе 3 години. Културното лето и роденденот на општината се настани што се паметат практично од граѓаните. Мислам дека и тоа беше иницијалната каписла да побараат и за нова година нешто да организираме самите граѓани, затоа што знаат дека кога го организираме нешто тоа е добро и има богата програма на која што сите се забавуваат. И наредната година имаме во план нешто слично на тоа што го направивме и летово со културното лето, така да ќе бидат информирани граѓаните за понатамошните културни активности. Колку сте вие задоволни од ова 2024 година? Дали успеавте да ги реализирате сите замислени активности, планови на територија на општина Киселавода и во која насока ќе се движи оваа нова 2025? Па, првенствено би истакнал дека имаме висок степен на реализација на програмата која што сум ја ветил пред граѓаните пред нешто повеќе од 3 години. Над 95% имаме исполнување на нашите предизборни ветувања. Јас тоа го работам заедно со мојот тим кој што беспрекорно добро ме следи, ме прати и заедно ги реализираме тие проекти. Советот секако е тука, поддршката од централната власт изминатиот период од која се направени промените, така да мощно сум задоволен од она што го сработивме. Многу проблеми кои што представува сериозен предизвик беа решени изминатава година, не само годинава, туку и двете предходно, така што имаме висок степен на реализација. Сметам дека и граѓаните се задоволни, тоа добро го знаат. Секогаш може уште подобро, имаме уште низа на проекти кои што треба во наредниот период да ги реализираме, но работиме со едно силно темпо, без застанување. Мислам дека исто успешна ќе биде и наредната година во поглед на реализација на проекти. Какви се вашите лични и секако професионални планови, очекувања од новата 2025 година, во која насока се движат амбициите и дали би го прифатиле местото градоначалник на град Скопје? Па, природно е во политиката да имаме повисока цел и нашите залагања да се базираат на тоа да во перспектива поствариме некоја повисока позиција од она што го имаме во моментот. Јас сум силно фокусиран првенствено да дореализирам она што сум се обврзал пред мојот народ, пред граѓаните да го реализирам. Во тек се наши партиски анкети кои што ги спроведуваме за позицијата градоначалник на градот Скопје. Силно верувам во поддршката на граѓаните, не само од Киселавода, туку од градот. Изминативе 3 години и неколку месеци покажавме практично дека со многу труд и работа и со сериозно добар тим можеме да направиме сериозни промени и тоа е видливо. Сметам дека истото можеме да го направиме со градот Скопје, така да сумирам долгото на кратко. Верувам во силната поддршка од граѓаните пред се, верувам во поддршката на мојата политичка партија и мислам дека можам да ги направам промените во градот Скопје во наредната година. Градоначалник, ви благодарам за одвоеното време. Посакувам на вистина вечерва тука пред салата Расадник да имаат сите што ќе бидат присутни една убава, забавна новогодишна ноќ. На вас и на вашиот тим ви посакувам уште поуспешна и поактивна 2025 година. Телевизија Алфа, како и секогаш ќе бидат тука да ги следи сите активности. Благодарам уште наше користам ова прилика да им посакам на сите наши граѓани, не само од Скопје, од целата република, пред се здравје, среќа и беритет во новата година, да бидат сложни, најпрво во семејствата, подоцна да бидеме сложни сите како општество ние, затоа што само така можеме да имаме напредок и да градиме поубава држава. Ви благодарам уште еднаш, еве со оваа убава порака која што за крај ја упати градоначалникот на општина Киселавода. Ние се одјавуваме од тука, се разбира, честитајки им ја новата 2025 на сите гледачи на телевизија Алфа со оглед дека ни ова последно утринско јавување за ова стара година се гледаме секако во новата. Вие останете и понатаму во добро здравје, уживајте во новогодишната ноќ и следете новогодишната програма на телевизија Алфа. Ирена, многу ви благодарам за разговорот и се разбира и од мене среќна нова година на градоначалникот на општина Киселавода и секако успешна, плодна нека и 2025 година на секое поле.